Вака, јас секојдневно имам и состаноци и контакти со ресорното министерство, како со министерот, заменикот, директорот на инспекторатот и сите други луѓе кои што се пуштени на терен. Нашите информации се дека картошијата е при крај. Откупот на картошијата е при крај и покрај тоа што на последниот состанок од страна на лозарите беше истакнато едно огромно барање дека имаме недостиг од 10-15 па можеби и 20 милиона кила. Во моментот во Кавадарци па и во Неготино откупуваат неколку пункта. Тие не се во голем број, меѓутоа откупуваат и во Росоман, и во Кавадарци, и во Неготино, според моите информации на 5 пункта, можеби си и повеќе. Добро е и тоа што се почна со откупот и на Смедеревката и тој откуп оде непречено. Алармирав и за тоа дека се можни одредени турбуленции околу количините и на Смедеревката. И покрај тоа што од страна на винарските визби имаме сознание дека откупот на белото грозје ова година ќе биде во количини како што и ланското. Меѓутоа такво беше и слично беше видувањето на винарниците и за црното, меѓутоа видовте што се случи. Како крајен епилог на откупот на винското грозје, според мене е тоа дека навистина овој пат, што заради времето, што заради намалениот откуп на винарниците, голем дел од земјоделците претрпеа штета. Некои од нив грозјето го сомелија и ќе биде предмет сега на загадување на градот, односно на варење на многу ракија. А на многу од луѓето каде што имавме полевање на лозовите насади имаат многу кало, односно директна загуба. Бидејќи онаа мерка која што беше од страна на владата издействувана не беше и се уште не е искористена во целост од страна на винарниците, тоа се неколку винарници кои што се одлучаа да откупат над 60% од минатогодишното. Според моја пресметка и според пресметката на многу луѓе од Министерството, остануваат доволно пари, па и со дотур на дополнителни финанси да се даде дополнителна субвенција на лозарите. Така што во овој и наредниот период, покрај личниот ангажман за трактор повеќе во винарска визба, мојот ангажман ќе биде насочен за дуплирање на субвенциите, барем на производителите на картошија, а доколку се јави таков проблем и со Смедеревката, да го форсирам и тоа да со мерки на владата се дадат уште 2 денари, односно уште 40.000 по хектар за сите лозаропроизводители. Секако дека тоа нема да ги надомести во целост штетите кои што тие ги имаат и нема да биде правична таа мерка, затоа што некој го дал своето грозје на време, некој нема кало, некој нема штети, а само че има дополнителен бенефит од дополнителните субвенции. Меѓутоа, подобро е да нешто се стори отколку да се остави така да некои луѓе кои што навистина имаа штета да се остават сами на улица. Мислам дека тоа е вистинскиот начин и моето дејствување ќе биде насочено во тој правец. Доброто е и тоа што Министерството за земјоделие обезбедува одредени финансиски средства за одредени винари и преку користењето на таквите средства ќе се обезбедат финанси и за Штефан Вајнери, винарија кој што минатата година откупи 12 милиона, ова година не откупи ниту килограм. И нејзиното вклучување во откупот и исплатата на грозјето од минатата реколта, мислам дека ќе биде добредојдено за количините кои што се планираат и за Смедеревката. Истовремено морам да истакнам дека оде организираниот откуп и продажба на грозје во земјите од Европската унија, како што е Бугарија, Србија и другите бившо југословенски земји. И апелирам до граѓаните, до оние кои што немаат се уште продадено картошија или вранец, доколку немаат или не знаат каде да за тоа се обрадат до локалната самоуправа, да ние им посочиме и им бидеме линк до откупен пункт каде што би можеле да ја продадат картошијата.